Хороскоп за Овен 2025 година. Како личност која што сака да биде секогаш во акција, 2025 година ќе ве научи на важноста на трпеливоста и долгорочното размислување. Предизвици оваа година ќе бидат одржување баланс помеѓу амбицијата и личните односи, внимавање на преголеми очекувања од себе и од другите, како и препознавање на моментите кога треба да застанете и да се одморите. Не дозволувајте моменталните неуспеси да ве обесхрабрат. Тие се дел од вашиот пат кон успехот. Бидете подготвени за соработка и слушање. Другите луѓе ќе ви дадат вредни совети. Во 2025 година е година на личен раст и нови перспективи во љубовниот живот на овните. Вашата динамична природа и желба за независност ќе бидат ставени на тест, но ќе научите важни лекции за доверба, компромис и вистинско поврзување. За оние кои што се во врска, вашата врска ќе биде исполнета со предизвици и можности за раст. Пролета, особено март и април, ќе донесе важни разговори со вашиот партнер, кои ќе откријат длабоки чувства и скриени несигурности. Оваа година ќе треба да работите на баланс помеѓу вашите лични амбиции и потребите на партнерот. Ќе сватите дека вистинската сила на врската лежи во взаимната поддршка. Летото, а особено јули, ќе биде период на хармонија и романтика и одлично време за заеднички патувања и планирање на важни животни чекори. За сингл огновите, оваа година носи многу возбуди и нови можности за љубов. Ќе бидете магнет за внимание, особено во јануари, мај и септември. Некој што ќе го сретнете преку професионалните или социјални кругови, ќе го разбуди вашиот интерес, но ќе треба да одлучите дали сте подготвени за посериозна врска. 2025 е година која ќе привлечете луѓе кои ќе го ценат вашиот ентузијазам и искреност. Секако, бидете трпеливи, не секогаш сите работи ќе одат според вашиот план. Изразувајте ги своите чувства без страв. Луѓето ќе го ценат тоа. И не брзајте во нови врски доколку сте слободни. Дајте си време да го запознаете другиот, партнерот. Во кариерата, вашата амбициозност и енергија ќе дојдат до израз оваа година. Оваа година е година на иницијативи и нови почетоци, каде што ќе се чувствувате подготвени да ги превземете најголемите предизвици. Ќе имате бројни прилики за напредок, особено во првата половина од годината. Февруари и март ќе бидат одлични за започнување нови проекти или бизниси. Ако работите на лидерска позиција, вашата визија и ентузијазам ќе инспирираат други. Во втората половина од годината, особено во септември и ноември, ќе се фокусирате на завршување на проекти и воспоставување на долгорочна стабилност. Ќе се појават можности за соработка со луѓе од различни култури, што ќе донесе нова перспектива во вашата работа. Финансиски, годината носи раст, но и потреба за внимателно планирање. Мај и октомври се клучни месеци за инвестиции или финансиско реорганизирање. Ќе имате можност да заработите повеќе, но исто така ќе треба да избегнувате импулсивни трошоци. Учете од вашите претходни искуства со финанси, бидејќи тоа ќе е клучот за создавање долгорочна стабилност. Вашето здравје ќе биде стабилно, но ќе треба да внимавате на својата енергија, бидејќи вашата динамична природа често ве води до прегорување. Во текот на пролета ќе чувствувате силна енергија и желба за активности на отворено. И тоа е одлично време за започнување на нов фитнес режим. Меѓутоа, во летните месеци, ризикот од прекумерен стрес ќе биде поголем, така да потребно е да најдете начин за да го одржите балансот. Обидете се да внесувате повеќе вода, свежа храна и да го намалите времето поминато пред екран. Вашиот ум ќе биде препон со идеи и планови, но ќе треба да најдете време за одмор и релаксација. Практикувајте медитација или релаксацијски активности кои ќе ви помогнат да го намалите стресот.
Оваа година е година на храброст, акција и успех за овните. Вашата енергија и иницијативност ќе бидат водечки сили, но требате да научите да го цените моментот на одмор. Со фокус и дисциплина, ова може да биде една од најуспешните години во вашиот живот. Нека ви биде годинава полна со среќа, љубов и достигнувања. Поздрав до наредно слушање.